Добар ден, 15 часот и 30 минути започнува Фолк Естрада. Минатата емисија бев обкружена со дами. Меѓутоа, овој пат и од мојата лева страна ќе бидат момчиња и со мене ќе седат само момчиња. Групата која што во последно време е преактуелна по медиумите и по сите забави, групата Балкан Бенд, потоа господинот Владко Алексовски, Владко Илиевски и членот групата Балкан Бенд. Почнуваме со музика. Слаже по Критското езеро, наспроти нејзе рибари, 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 стари другари, рибари, стари другари. Кротко веслајте кајчето, да не ми правите бранови, бранови, рацете да си одморам. Лихни да кајче веслаше по Критското езеро, Тивко си песна пеше, бил ја на платно белеше. Лихни да кајче веслаше по Критското езеро, песна пеше, бил ја на платно белеше. Лихни дом моме убаво, ако ти прајме бранови, со весло ќе ги скротиме, скротиме, со љубов ќе те гледаме. Не сакам да ги скротите, не сакам да ме гледате. Јас сакам мирно езеро, езеро, душата да си одморам. Лихни да кајче веслаше по Критското езеро, Тивко си песна пеше, бил ја на платно белеше. Лихни да кајче веслаше по Критското езеро, Тивко си песна пеше, бил ја на платно белеше.
što pusti me rak imam, pesna da vi zapejam. Staro mlado se na noga, večerva da krenam. Sekoj neka igra šoček, sekoj nek se veseli, nek se peje, nek se pije, cela noj do zori. Igraj čoček do zori, krši snaga, vrti telo, duša neka gori. Igraj čoček do zori, krši snaga, vrti telo, merak nek ne izgori. Ubavo razigrano, koliko mnogo ti me pališ, koliko ti me veseliš. Silno me izluduvaš, umot mi go svrtuvaš. Duša da vam, jasna stanam, so tebe da zaigram. Igraj čoček do zori, krši snaga, vrti telo, duša neka gori. Igraj čoček do zori, krši snaga, vrti telo, merak nek ne izgori. Igraj čoček do zori, krši snaga, vrti telo, duša neka gori. Igraj čoček do zori, krši snaga, vrti telo, merak nek ne izgori. Kaži, oblačele belo, otkaj ideš, što si neveselo. Dalgo vide moj to rodno mesto, da li slušna majka mi što zvori. Dalgo vide moj to rodno mesto, da li slušna majka mi što zbori. Ja zgo vidov tvoj to rodno mesto i ja slušam majka ti što zbori. V tuđina je moj to čedo milo, so tuđici tuđi lebdelilo. V tuđina je moj
da se vrna majka da pregrna. Vreme ide doma da se vrnam, majka da pregrna. Ги видовте моите момчиња за денеска. Добар ден и добре дојдовте во Фолк Естрада. Добар ден, добро те најдовме. Добро те најдовме. Фала ти на убавата најава за почеток. Фала Благодарам. на поканата што не покани да бидеме дел од емисија. Еве, сосема за почеток во Крива Паланка обичај кога се оди на гости, не се оди со празни раце. Благодарам, сега ќе морам малку да... Кога знае, значи ова е едно ќе мало направам. внимание. Благодарам. Поздрав од Јас Крива ова ќе Паланка. дам аплауз, браво. Така добро. Браво, царе. Благодарам. Прав джентлмен. Затоа ќе почнеме најпрви со тебе. 1990 година, јас кога сум се родила, вие тогаш за прв пат стапнувате на сцена, односно почнувате да се занимавате со македонската народна песна. Ајде малку да се вратиме во тоа време. Па 90-та година, поточно на 30 април, еден јубилеј, првата свадба што имам испејана во мојот живот беше во Слив, мотелот Слив во Виница. Од тогаш континуирано веќе се навршуваат 27 години. Значи од најмали детски нозе се занимавам со музика, живеам со музиката. Музиката ми е се во животот, ме исполнува, ме направи сосема друга личност. Затоа, кога зборувам за музиката, зборувам со посебен респект, бидејќи таа ми е се. Браво, браво. Владче, ти се занимаваш исто со музика многу долго време, меѓутоа ти си дипломиран актер и само си глумиш. Луѓе, што се случуваше тука пред да се уклучат камерите, можеш слободно да си се опуштиш и да бидеш свој. Како тоа со музиката? И зошто актерството го одбра за да се школуваш? Па вака, јас уште имам оние снимки на ВХС, нели, кога сум малечок, секаде сум со гитара. Еве и сега баш со моите дома приметивме дека на сите снимки сум со гитара, но потекнувам од спортска фамилија. Татко ми е фудбалер и јас како дете, нели, нормално играв фудбал, топка, дури тренирав едно време фудбал, професионално почнав, но како со музиката, не знам, никој кај мене во фамилија тотално немаме ни еден, ни близок, ни далечен роднина што е некако поврзан со музика. Едноставно знам, јас сум роден 85-та, веќе на 2 години каде што сум со гитара, тој период е хит Лепи сол со Као Какао. И јас имам снимки, баш како сум пред телевизор, нели, се гледам она што го снимаат и викам јас сум Владко Стефановски, дека Владко името, Владко Стефановски, и пеам Као Какао, Маморни људи. И едноставно тогаш сум пројавил желба за музика. Нормално после тоа следуваше основното училиште, каде што паралелно учев и нижо музичко, потоа средното музичко и започнав прв пат на сцена. Се појавив на Златно славече 97-та година и веќе во тој период... Која песничка пееш? Еј, Натошка, се вика песничката. Ај потити ме малку. Па... Еј, Наташка, не лути се, јас уште не знам што е со мене, прегрни ме, насмевни се, на школа дал ке седиш до мене. Нешто така. Супер. И во тој период веќе имав првата гитара, татко ми ја купи, тоа памтам едно сабајле кога ја донесе дома. Не свири, ама удри еден добар акорд и не знам, некако од малечок кај мене се собираа плочи, се слушаше многу музика, се она што од тој период ми е останато и влезано во глава. И веќе 97-8 јас имав веќе бенд, гаражен бенд. Свирев по гаражи, по скривници, по подроми. 99-та, 2000-та веќе настапував на Рокфест во Скопје, тој беше единствен афирмиран фестивал. И 2000-та, 2001 година на еден од тие фестивали каде што настапував со еден од моите бендови, групата Морал беа специјални гости, кои што за нас беа легенди и се уште една од најкултните и најстарите групи, постои од 81 година постои Морал, постари од мене. И беа гости на финалето, каде што ние настапувавме и
2 дена после тој настап ми се јави од групата Морал, ме праша И тука дали започнува сакаш да приказната пееш. со Морал. И тоа беше како еден холивудски филм кога му се јавуваат на фанот на една од најголемите групи, како да не прифатам. И ете така, професионално веќе 17-18 години сум дел од македонската музичка сцена. Супер. Малку подоцна за актерството. Александар, ти не си ни прв пат во фолк естрада, меѓутоа никогаш не ти имам прашано за детството. Веќе кога почнавме така кога ја започнавме веќе така емисијата, како од каде се поврза со музиката па и со македонската народна песна ти? Како што кажа, не сум прв пат ја овде веќе како Да, дома. веќе си домаќин. Следен пат и поклон ќе му донесеме. И за мене обавезно. И ќе најавиш следен пат емисија. Договорено. Договорено. Никаков проблем нема. Па еве што да кажам за моето детство, како јас влегов во оние музички води, тоа беше сигурно преку сестра ми. Еве би сакал да ја поздравам. Поздрав, Маја. Дадо. Маја е она, да кажам, нели, крива, која што ме натара јас да тргнам и да влезам воопшто во музичките води. Она свиреше виолина и ето, секогаш бев покрај неа, секогаш таа беше она која сакаше да ме турне, сакаше да станам и јас музичар и ме поддржуваше во сето тоа. Нижо школа свирев кларинет и ден денеска сакам некогаш да си посвирам. Тоа е мојата прва љубов, да кажам, од инструментите. Потоа средно свирев фагот. Инаку Исто музичко за малку заложи. не сум дипломиран фаготист за некој За испит. неколку испити, меѓутоа ќе се вратам. Мислич, учевме една година сме разлика. Да, Но да. може би бевме заедно во нижото, се гледавме Па постојано. и средно, Владче, видиш дека некој свири со гитара холод? во холод, Да, јас тоа бев се во- знае кој е. Повеќе во холод него на часови. Владче и добра генерација беа сите, морам да кажам. Средното фагот и секако академија, како што кажав, ми остана уште некој испит, здравје Боже, годинава... Ке ти дојдеме на дипломска. Годинава Ќе славиме дипломска, дипломска. да. Би сакал да завршам затоа што знаеш кога нема да се заврши во своето време, кога треба да се заврши, Само се долго влекува. отпосле си доаѓаат некои, нели, нови работи, измени во животот и би сакал оваа година да заврши. Годинава... Ке ти дојдеме на дипломска. Годинава Ќе славиме дипломска, дипломска. да. Би сакал да завршам затоа што знаеш кога нема да се заврши во своето време, кога треба да се заврши, Само се долго влекува. отпосле си доаѓаат некои, нели, нови работи, измени во животот и би сакал оваа година да завршам. Меѓутоа, јас сум сигурна за се има време, така да и за тие испити ќе се најде време. Ба, не сум И- престар, мислам дека имам. Идеме на дипломска. Да. Владко, вие имате само нижо музичко училиште, потоа продолжувате во друга насока. Да, оде во нижо музичко, иако во најавата кажав дека цел живот сум им верен на музиката, сепак убаво е кога имаме повеќе професии, односно имам две професии, бидејќи завршив сообраќајен факултет во Битола. Подоцна бев и професор во гимназијата во Крива Паланка, 5 години, убав период од мојот живот, едно друго искуство, така за побогата биографија, бидејќи човек без биографија е празен како кутија, така интересно од сепо нешто да пробаме во животот. Но сепак не бев исполнет и продолжив само професионално со музика да се занимавам, а инаку кога е за пливувањето во професионалните музички води, тоа се случи во 98 година. Дебитирав на тогаш Тетовски филиграни, се одржуваше во Домот на културата Филиграни во Тетово. Тогаш испеав Опани на моме, на прекрасна песна. Тумба фест во Куманово, еден фестивал кој што во денешно време недостасува. Живееме во бурни времиња кога народот е оптоварен од многу проблеми, од секојдневни политички турбуленции, така да музиката, хуморот, смејата е она што на секој му е потребен да му ја разведе душата Фестивал на шегата, нели така, беше тоа? да, Тумба фест. тама испеав Така е. Комшика на кумановски дијалект, една прекрасна песна. Потоа се редеа настапи дует со Благица Павловска, многу љубови,
Потоа првото моje CD го снимав кај Валентино Скендеровски и еве до ден денеска сега сум на прак на издавање на трет мој На албум, трето. за тоа малку подоцна ќе поразговараме. Во секој случај весело, забавно и секогаш нешто ново кое што секогаш е една мотивација да одиме напред. Супер, иако ете, сте продолжиле да се образувате во некоја друга насока, меѓутоа тоа што од секогаш сте го сакале, сега и живеете за тоа и од тоа. Така е. Владче. Најубаво е она да заработуваш од она што би го работил и за без пари, за хоби. Мислам, имаме навистина прекрасна професија. Ние ова би го правеле и без пари, но сепак тоа не е дел од животот. И мислам, заработуваме и живееме од тоа што би го правеле и да не треба да го правиме. Едноставно не исполнува. Да. Имаме ништо привилегија да побаво. заработуваме од нешто што не исполнуваме. Да, Што да. ни ја полни душата. Нема ништо побаво. Инаку, во 90-тите години, пошто фамилијата, коренот на Владче открива Паланка, Ви имате Владче има точно нешто присуствувано на многу заедничко? свадби кај Да, што на јас многу свадби баш. сум пеел. Добро, кога станува збор за крива паланка и музика, Владко Алексовски е поим таму и нема свадба да не е он. И сигурно имам таму сигурно 7, 8, 10 братучеди и братучетки, сите имале свадби, на сите свадби си бил ти. Владко, зошто одбравте да одите на глума? Па, како тоа испадна? Од секогаш тоа ме интересирало таа професија, актерството, јас живеев до пред неколку години во Дебармало, тука кај Золошка Карпаш, тука е драмскиот театар и пораснат сум во бифето на драмскиот театар со сите актери, постари, помлади, ги гледав пробите, представите и некаде 2003 година имав и девојка која што исто идеше на драмски секции, заедно гледавме, пратевме театар. Ја дури имав 2-3 неуспешни обиди да се запишам на драмскиот, Тоа ми беше и следното прашање, дали од прва Не, влеговте на... Јас на имав факултет. неуспешни обиди бидејќи не отидов на правиот смер, јас не отидов на актерство. Се пријавав на монтажа, на камера, на продукција, на некои работи кои што... Сите смирови ги Па не, поминате? идев таму и едноставно тогашниот декан и мој многу добар пријател, да го поздравам, легендарниот актер Данчо Чевревски, со кој што и приватно се дружевме тој период и постојано јас правев некои скечови кај што седевме, им глумев, имитирав луѓе и ми кажа, чекај, зашто се пријавуваш на нешто што не ти лежи, а не доаѓаш на тоа што ти лежи баш. И едноставно само ми кажа, има приемен за месец и пол, два, спреми нешто, отидов и го поминав приемниот од прва. Браво. Зошто не се запишавте на музичка академија? Бидејќи претходно нели веќе во морал бевте. Па да, јас кога бев средно музичко, сега мислам дека ги има продукција и тие смерови, така? Тогаш беше многу покласично. Се учеше некој класичен, сега има джез, има поп музика. Тогаш немаше, тогаш имаше теорија, инструмент. теорија некоја класична која што ти кажуваат по правило дека после Г-дур не сме да иде F-дур, а цела популарна музика се основа на тие некои хармонии, мене тоа не ми беше... Не, тоа ништо не ми е јасно. Добро, ние разбирам, некои правила беа уште останати класични, ги немаше тие катедри сега што ги има и јас направив една пауза од средното до запишувањето на факултет и може било тоа правилно. Повторно јас го работам во музиката, оно дел што го знам, пеењето, компонирањето, свирењето гитара, пишувам, работам студиски, го правам тоа без факултет, но имам добра подлога од основното и од средното музичко. Значи, колку е нижост? 5-6 години. 5-6 години и 4 јас сум бил 10 години во зградата на музичкиот средно и академија. Како и да е актерство и музика, мислам дека е Поврзано. одличен спој Да, посебно за ние Владче. имаме на драмскиот факултет, имавме соло пеење, ни предаваше легендарната Милка Евтимова. Исто моја многу добра пријателка, се гледаме постојано низ центарот и баш ми е кејф што токму кај таа легендарна оперска певица имавме часови. И дури и оперските пејачи имаат часови на драмскиот факултет кај нас за сценски движења, игра пред камера, игра на сцена, така да тие се поврзани професии, едната без другата не може и на приемниот
на драмски факултет има 3-4 точки, монолог, не знам, танцување, едната е ритам и слух и пеење. Затоа ја влегувте од прва. Па, изгледа. Владче е мултиталентирана личност, а сега морам Не, да бе, откријам, фали. има уште еден талент, почна да компонира, пишува одлични текстови. И Одлични вчера песни. напиша некоја пригова песна, така и се пригов текст. Слушнавме преска Да, малку преска демо. Ме пуштив, запуфали. да. Не знам, во послед... Потенцијален хит. Некогаш и пишувањето песни е некој вид на занат. Треба да го сватиш. Јас порано не можев да напишам песна со месеци, некогаш и со цела година. Сега во последно време едноставно сами ми идат песните. Не знам, ги имам во глава и седнувам ги пишувам од прва. И самиот се чудам, викам, види како се пишувале песни. Имаш некоја инспирација? Па да, имам. Ја користиш? Да, сите песни ми се за нешто посветени, за некоја случка, дури сега напишав песни и кога пробав да испевам и дојде да заплачам, онак. Така да сите ми се лични и фала, имам за тебе специјална песна. Договорен. Се договорија во емисија. Да. И некој фестивал да победиме, да го наместиме одма, ако сакаш. Додека сме тука. Снимаат камери. Влаче, да. Јас влаче. сум воздржан. Јас сум воздржан. Малку подусно Се за фестивалите, дали може пред да отвориме таа тема, да ве видам на сцена да запееме по некоја песна и да се уверите уште еднаш дека Владче, рокерот, знае да пее преубаво македонска народна песна. Недела е денес, гости в куќака нам, Чедони се роди, крштевка ја справам. Ајде куме, ајде, името се чека, нека биде сретно, сретно се довека. Ајде куме, ајде, името се чека, нека биде среќно, сретно се довека. Крштевај наше мило чедо, дај му име православно како што е редот. Куме, крштевај наше мило злато, голем јунак да порасне наследник на тато. Недела е денес, гости в куќака нам, срцето ме тера на оро да станам. Ајде куме, ајде, ајде и ме давај, музика ти свири, голем бакшиш ставај. Ајде куме, ајде, ајде и ме давај, музика ти свири, голем бакшиш ставај. Крштевај наше мило чедо, дај му име православно како што е редот. Куме, крштевај наше мило злато, голем јунак да порасне наследник на тато. Крштевај наше мило чедо, дај му име православно како што е редот. Куме, крштевај наше мило злато, голем јунак да порасне наследник на тато.
nesvršeno, 9 godini na srce leži, rana na srce mi ostavi. Mnogo je teško verno da ljubiš, verno da ljubiš 9 godini. Mnogo je teško verno da ljubiš, rana na srce mi ostavi. Naša ta ljubav ne beše verna, ni tu beše prava visina. Ja za te ljubam, drug da te ima, kade i što su ne se znaje jas. Mnogo je teško verno da ljubiš, verno da ljubiš 9 godini. Mnogo je teško verno da ljubiš, rana na srce mi ostana. Ti da mi dojdiš na grobot moj, solzi da roniš i da me žališ, stara ljubav što si ima pre. Mnogo je teško verno da ljubiš, verno da ljubiš 9 godini. Mnogo je teško verno da ljubiš, rana na srce mi ostana, rana na srce mi ostana. Svirate mi tamburi, pesna jaz baram, seta moja ljubov, pak da i ja daram. Kako lažna senka pred mene stoji, salzane ja treperi, tambura ta na šojić. Donesi vino, ušte 2-3 duri, samo neka svirat moji te tamburi. Donesi vino, ušte 2-3 duri, samo neka svirat moji te tamburi. Svirate mi tamburi,
со песната ваша. Многу чаши испив за љубовта наша. Како лажна сенка пред мене стои, салза неа трепери, тамбурата на шоич. Донеси вино, уште 2-3 тури, само нека свират моите тамбури. Донеси вино, уште 2-3 тури, само нека свират моите тамбури. Поминува полно, светлото се гасне, мојата тага се повеќе расне. Свирете, свирете, ми остана само ова празна чаша и песната ваша. Дајте ми вино, уште 2-3 тури, само нека свират моите тамбури. Дајте ми вино, уште 2-3 тури, само нека свират моите тамбури. Ние продолжуваме со разговорот. Пред да... Ти се допадна песната? Да, многу. Многу. Влаче Владче за дете за се. Фала Така е. ти, сонце моје. Ја отворивме темата пред да се качите на сцена, а тоа се фестивалите. Колку во Македонија се успешни фестивалите? Колку се ненаместени фестивалите? Колку за еден пејач е потребно да се појавува на тие фестивали? Па видете, јас во мојата досегашна музичка кариера нема на кој фестивал немам настапено, но сепак не превладува мислењето дека сум фестивалски пејач, бидејќи мојата музичка кариера настојувам да ја градам на поинаков начин. Значи интензивно снимање новитети, нови песни, нормално современиот шоу бизнис без квалитетна видеопродукција не може да се направи спој кој што најдобро ќе допре до публиката и нормално една песна ќе се наметне да стане потенцијален хит. Така да секоја чест за фестивалите, своевремено беа добра сцена и како одскочна И даска. на друго ниво беа. Така, тоа сакав да кажам, но за жал квалитетот им падна во последните години. Сега да не бараме кој е виновен за таквата ситуација, тоа е едно генерално мислење што превладува во музичките кругови. Сепак тоа е еден апел до сите организатори што се на фестивали во Македонија да најдат некој начин да се подигнат на повисоко ниво. Начините нема сега да ги коментирам тука, сепак еве ќе констатираме, постојано рековме сме секој викенд речиси со публика, свадби, семејни веселби, после завршување на фестивал. Ретко ќе се случи да ти побараат некоја фестивалска песна која што влегла во уво на обичниот слушател. Што значи нема хитови. Тоа е голем хендикеп од фестивалите. Сега тука вина имаат и медиумите, бидејќи премалку се пласира македонска музика. Наша работа е да го правиме оно што знаеме, да пееме да е ова, а медиумите нормално. Да не полезат. Кога стана збор за фестивалите, сакам јас. Ја може сум рекордер на некои фестивали по настапи. На Скопскиот фестивал, мислам дека последните 10 години имам 9 пати пеено на Макфест, на Охридски фестивал. Колку награди имаш? Имам, да ти кажам, Наместено. немам наместено ништо. Дури и кога сум сакал да наместам, не сум знал како. Ми било срам да се јавам на некој член од жири, да го замолам. Не е тоа битно. Да го замолам за мито. Сакам да кажам, фестивалите нормално не се она што беа до пред некои 5-6 години, но зашто настапувам на фестивал, на пример?
за да направиш песна нели треба спот, па треба промоција, па да ја носиш по разни телевизии. Фестивалот е место каде што во една вечер може да те гледа цел аудиториум, цел 2 милион. Цела Македонија може да те гледа, да промовираш песната од прва, да те видат убаво со настап, дури да имаш некој што се настап да покажеш сценски да покажеш песната и многу е полесно после тоа самите радио. Јас исто доста размислувам и како новинар. Многу е полесно Сабале кој ќе стане новинар на утринска емисија на радио, каже здраво, вчера беше Охридскиот фестивал, настапија тие и тие, а сега ќе ја чуеме таа и таа песна од тој и тој фестивал. Многу, мислам, имаме голем плюс со тоа, попрактично е. И мене, например, јас на Макфест, и кога не сум пеел, тоа беа такви таму дружби и такви пријателства што тоа траеше со денови. Доаѓавме 2-3 дена пред фестивалот. Си одевме цела недела после фестивалот. Штип живееше за тој Макфест. Сега се многу работи променети. Не знам, например, дали е добро оној концепција со региски оркестри, каде што, да, од секојаш ми се свигало настапот со голем оркестар, но цел свет, Евровизија иде во модерна музика, во нови продукции, во електронски звуци. Ние малце дали се враќаме назад, пишуваме партитури, ноти. Мислам дека треба некои фестивали да го вратат концептот на матрица и пеење во живо, нормално пеење во живо. Не знам дали е потребно толку големи оркестри, мислам дека ја враќаме малце назад музиката. Не викам дека е ретро, супер е дека има ретро песни, но има некои, светот е многу сменет музички во последно време. До пред 10 години, например, до пред 15 години, тоа што сме мислеле дека е, например, хеви метал и тежок рок, како Металика и Guns N' Roses, сега спаѓа во класичен поп музика. Сега денеска слушам во кафичи песни кои што до пред неколку години не сме можеле да ги слушаме. Новото се навикнува на нови звуци, на нови тонови, на нови бои на звуци, така да мислам дека фестивалите треба малце да се модернизираат и треба да се прави селекција и точно ова што кажа кај медиумите, мислам дека најголем проблем во музиката е музичките уредници. Немаме музички уредници. Можеш, Владко, например, од 90-та година почнал да свири. Не можеш да го ставиш во ист блок со некој што снимил прва песна. Значи си има прайм тајм, исто и на VH1 на MTV се знае кој иде од 12 до 8, а кој иде, новите дебитанти идат еднаш во 2 недели, па еднаш во 1 недела и со тоа се трудат за да бидат се подобри, да прават понови, за да стигнат, да бидат се не кажам, да бидат во оној блок каде што ќе дојдат до некои поафирмирани изведувачи. Но за жал кај нас во ударен термин никој не оди, во ударен термин одат турски серии. Не е битно, не знам, не се мешам тој концепт на телевизијата, но мора да има музички уредник секаде. Човек кој што разбира, кој што знае која песна треба да стави, кој изведувач со кој да го стави и да направи една селекција. Со тоа селекцијата немаме ние квантитет многу на музика како што викаат. Многу пејачи се појавија, па многу едноставно не ги разбирам оние најискрено што идат на тие оние кои што пеат. Оние Звезда Грам. Не, тие конкурси за пејачи, мислам многу е лесно да пееш туѓа песна. Тешко е да бидеш Здравко Чолич или да бидеш Елтон Џон, да го осадам. Иначе идат. Ако пее песна од Здравко Чолич, ја пее како него. Ако пее песна од Џорџ Мајкл, ја пее како него. Не е свој. Ако не е свој, пеат... Не го сваќам тоа. Мислам, идат да пеат туѓи песни, да ги оценува некој кој што може и тој не на нивно ниво дојден до таму. Александар имаше едно искуство. Моја сметка. Да, искуство со такво талент Не, шоу. окей, добро, ја кажувам мислење. Нема веќе, така си, управо си. Такво талент шоу. Ништо не кажа лошо. Повеќе го ценам оној, има еден дечко што свири во Трговски и на плоштад. Свири свој песник, прави нешто. Може едно од 100 песни ќе му испадне. Се труди, прави нешто и остава нешто позади себе. Утре ќе го нема, ќе може да каже да, ја имам направено 100 песни. Овие утре може да ги нема и што ќе кажат да, пеев на едно шоу таа и таа песна од Лепо Бреново. И што ако си ја пеел? Нема веќе. Зато Александар ни се врати и еве го Да, повторно во Александар нашата има и студија. албум издадено и има и настапи има свои песни на радио. И на фестивали, Да, има меѓутоа- веќе има оставено позади себе.
Значи денес да прекине со музика има бекграунд кој што го немаат пејачи кои што работат многу повеќе. Многу повеќе години. Да. Александар, дали со Балкан Бинд се појавивте на некој фестивал или си уште не дојде време за тоа? Така, се појавивме на Росафест со песната Пелини мед на нашиот соработник Орце Лазаров, кој до сега не го променивме затоа што ни прави добри песни, сме задоволни од неговата соработка. Орце Лазаров, Дејан Момировски, Борче Нечовски, тоа се луѓето кои што сега за сега соработуваме со нив. И новото што не го знаат, ја веќе се договорив со тројца членови од твојот бенд. Ја тоа сакав да го кажам, Да. сте знали. Ја веќе се договорив бидејќи имаме на генијална идеја што дали ќе направиме заедно да биде дует или имаме една песна за вас страшно добра и веќе знаме и на кој фестивал. Јас ќе ме оставите на мене, ќе ми дадете барем една шанса да пробам. Златко, дали тоа ќе биде македонска народна нешто? Да, народна песна. Народна Значи- песна. Ќе им направам, имам во главата ман за нив бидејќи генијални и вие да музичари бидете се. таму, А има така? идеја кој ќе биде специјален гост, нели? Имам идеја и за све имам идеја, само ставите, дајте ми само една песна да пробам. Може договорено. Нешто склопуваме со Владче, меѓутоа те морам и јас да кажам многу нескромно преска, вика имам нешто некоја песничка ми дое синоќа со гитара, вика па да слушнете. Сега пошто сме сите внатре музичари, знаеме што е добро, колку толку ете да слушнеме и да оцениме и слушам како тоа викам си ја направил така на гитарче и текстот. Да, и текстот и музиката, се вика онака. Имам уште една, па ми пушта, се се некои добри песни, што звучат хитовски и баш ми изненади. И мора да кажам, секоја чест за Влаче, дај Боже, понатаму да направи Не, некоја. од мене имате, некоја соработа. од мене имате веќе во глава имам нешто, од мене имате песна обавезно, дали ќе ја пласирате на фестивал. Јас предложувам фестивал за да биде поприфатлив од прва, ама од мене имате песна. Овие автори што ги кажа се легендарни, мислам, Борче и таа екипа се одлични, ама од мене сакам да пробаме нешто ново, Да, свежо. склопиме идејата, тоа Да, што го... само што ќе си го- дојде. Ќе ја склопиме, така. Момци, јас мислам дека следниот пат поклончење од вас, барам бидејќи јас некако ве споив, ве викна Јас во можам емисија, телефона да гости ти го ми се. Знаеш што, чекај, да клекнам. Да ти Не, го- не кликнувај, немој. А, или имаш? Не, имам. Да, Имам. да пробам. Многу ти фала, имам. Еднаш заврши работа. Може друг пат, може. Тој пат нема шанси, нема шанси. Се шалам. Кажете ми, и фестивалот. Малце не прекина Да. Владче за новото нешто да се пофали. Две лопта. Дали е важно за една група да се појави на фестивал? Па за фестивалите, што би кажал, кажа Владче на квадрат, кажа двајцата. Убаво е да се појави пејач, бенд, не е битно на некој фестивал. Сега, мене лично не ми се допаѓа што еднаш се случува тоа, да речеме, целата организација, од облека, од добра песна, од тоа се квалитетно да се изработи, ета ние се трудиме да се што работиме да биде квалитетно убаво изработено. Значи не да се сними нештото колку да се сними да колку помине и сними, толку. да Него го снима. многу вложуваме, многу труд, многу финанси и сакаме тоа да испадне на едно високо ниво. И сега сето тоа значи една вечер трае фестивалот, у 3,5 минути кажуваш све што имаш да кажеш и тука завршува приказката. Значи сметам дека треба и после фестивалот да се емитува неколку пати, како што кажа, евентуално една барем Трудот што си го вложил да го повториш, да го видат. така. Понатамо одделно песните да се пуштаат, нели, не мора да биде тоа целиот фестивал. Тоа ми фали, останатите Значи работи. ја морам да ги пофалам. Владко ми ја превзема емисијата, како и Да, почитувани гледачи. минатиот пат во Фолк ексклузив, истото ми го направи сега и во Фолк. Само морам да ги пофалам. Нели за песниве што ги пееме денеска, имавме проба. Јас дојдов на проба и им кажав дека свират како цеде, стварно. И јас мислев тоа ќе биде проба онака, бидејќи многу бендови го прават ради реда сето, ај колку да помине. Ние направивме здрава проба каде што секоја песна пробавме по неколку пати и дури има опрема во просторијата ко за концерт. Јас мислев онака гитара
има процесори, миксети, има тонец. На самата проба си донесоа тонец и браво, мислам, тоа ќе им се врати, ќе им се исплати, веќе им се исплати, ќе им се враќа бидејќи се барани, свират, мислам дека и немаат слободни викенди, како што ми кажа. Јас веќе кога ти ги спофали сите, јас морам тебе да те пофалам. Ми се јавува, се договараме за емисијата и ми се јавува ми вика: Криси, дали ќе може да ми дадеш број од момчињата од Балкан Бенд? Викам да, сега како што е работата? Па да се договориме за песни, ама сигурно ќе имаат некоја проба, па да отидам и јас да пробам. Тој беше единствениот пејач кој што се јави за проба, така ли е? Единствениот од сите пејачи кои што брувавме, кој што си запали кола, си дојде на проба, ми се јави, го пречекав, дури ме изненади. Знаеш, обично ни ги кажуваат песните, ние си ги спремаме и ете пејачите си доаѓаат на спрем. А за некој се чека многу долго време Влапче си за дојде песни со нас, да си добија. проба и се беше... Тоа е, например, и преска кажав, тоа е, например, една од работите, Што случат на ФДУ? па да, од драмски факултет, што сме научиле. Најбитна работа е дисциплина, кој имаш проба да си прв на проба, да не се расправаш, да си го знаеш текстот. Јас кога сум работел, неам многу големо километража на театарската сцена или во филмови, но она што сум работел и по она што знаат луѓето што студираа со мене и што работеле, дека на прва, веќе на втора проба го знам цел текст. Значи, имав еден пенал исто, една добра лекција од Горан Бреговиќ, од легендарниот Горан Бреговиќ, кај што заедно свиравме еден концерт голем во Скопје. Јас дојдов имавме 5 песни, јас едната сум земал текст и ме гледа и вика: "Чекај бре, имал си 2 недели да научиш тај текст. Како можеш, вика, сега да учиш?" Вика, и ми одржа едно добро предавање што ми е за цел живот понатака лекција. Мислам, тоа ни е работа, не сме ние спортисти па да ни е друго, ова да ни е онака ради реда. Ова ни е нас приоритет. Кога дојдеш на проба, го правиш тоа до крај озбилно. Нели? Јас кога дојдов, ја испеавме песната од прва добро. Кажав, дај уште еднаш, да ти легне, да си сам сигурен у себе. Кога ќе излезеш на сцена, да не биде бе, чекај сега, да овој збор беше или оној збор, бидејќи ти бега концентрација и тука настануваат и фалшови и публиката тоа ќе го примети, не можеш да излажеш публиката. Така, ајде да видиме што си научил, што сте пробале заедно по велата на сцена. Жена да го спречи ништо нема, со неја да биде вечно, да живеат љубов среќно. А јас влюбен сум во тебе, не знам самиот за себе, што да правам, што да чинам, само тебе да те имам. За тебе планини ќе прескокнам, за тебе мориња ќе препливам, за тебе огнови ќе угаснам, со тебе секогаш ќе останам. Светот нема кога лудо сака жена, од љубовта не се бега, во прекратки дојди сега, ќе ги симнам сите звезди, ќе ти љубам усни нежни, судено ни било така, еднаш искрено се сака. За тебе планини ќе прескокнам, за тебе мориња ќе препливам, за тебе огнови ќе угаснам, со тебе секогаш ќе останам.
što knjiga pišuvaš. Pišuvam, majko, pišuvam do grada od Edrene. Edrene, majko, Edrene, na moje to libe. Da kupi, majko, da kupi za mene kapela. Kapela, majko, kapela od 300 groša. Kapela od 300 groša. Tuđinata pusta da ostane, da od libe to me razdeli, da od libe to me razdeli, što go ljube vreme 3 godini, da od libe to me razdeli, što go ljube vreme 3 godini. Ćeve praša mladi pečalvari, da li go vidofte moj to libe, da li go vidofte moj to libe, od pečalva doma da side, da li go vidofte moj to libe, od pečalva doma da side. Na 3. godina pismo prati i mi piša nema da se vrati. Ne se vraća, druga si zaljubi, i sone, a toj si se oženi.
Не се враќа, друга си залюби и со неа тој си се ожени. Продолжуваме понатаму со момчињата. Што ќе има сега ново? Дали спремаме нешто ново? Јас знам албум Трет по ред. Кога ќе излезе? Значи, новиот албум е на прак на излегување. Конечно го завршивме, бидејќи на него има 16 песни, 15 беа спакувани уште пред 5-6 месеци, но имаме еден дует со колегата Маријан Коцев, а тој беше на турнеја во Австралија. И мацо го чекавме да се врати за да финишираме, да ја завршиме песната, така да следната недела материјалот ќе го носам на Сенатор Рекордс да го спакуваме и ќе закажам промоција на новиот албум. Со промоцијата на новиот албум ќе имам промоција и на нов спот. Една песна што ја испеав 2009 година на Валандово. Тогаш спомнавме преска што е хендикеп на фестивалите и верував во песната, не ја ставив во нафталин што би рекле, туку решив да направам еден спот. Специјални гости на спотот се доајените на македонскиот театар и филм Гоце Тодоровски, Ванчо Петрушевски, Дубравка Киселички и Владе Дојчиновски, еден поздрав до нив. Музичкиот дел уште 2009 година беше доверен на Синтезис. Инаку автор на песната е Љупче Соколовски. Поздрав и до него. Така да спотот е снимен во октомври месец. Имаме прекрасни сцени на аеродромот Александар Велики. Имаме сцени во црквата Свети Ѓорѓи во Кучково, во едно казино во центарот на градот. Значи еден интересен спој, така да не откривам се што се случува во дејствието на спотот. Наскоро публиката ќе има можност да го види, а инаку и на песната насловена како Заводник, тоа е дуетот со Маријан Коцев, имаме договорено со Инпродукција снимање на спот, а инаку на тоа CD ќе се најдат и два дуета со Благица Павловска, две сосема различни стилски песни, но прекрасни песни кои што верувам како и претходниот дует Многу љубови ќе биде забележен и ќе доживее голема посетеност по социјалните мрежи, YouTube и нормално дека барем на една од тие песни ќе снимиме и спот. Браво, значи овој период е работен и сигурно сум дека си преуморен. Па така, Што ова се е случува? Каде ги полните батериите? Каде некогаш да се тргнете од сите студија, од снимање, од настапи? Дали имате некое место каде што може да се одморите и да бидете свој? Секако тоа е Гиновци. Паланка, тоа е едно прекрасно место, сите оние што биле имале можност да видат. Имам еден ранч со една мини зоолошка градина, со многу животинки, птици, кај што се релаксирам, уживам, одличен престој со пријателите да поминеме прекрасни мигови, со традиционална... Изгледа како да не е од овој свет. Да. Да, тотално е тоа неверојатно. Волшебно место. Да, волшебно. Така да еве, официјално ве поканувам прва прилика кога ќе имате можност, повелете, ќе се уверите во она се што го сега тука презентирам. И што имате таму? Како мини зоолошка, какви животни чувате? Имаме елени лопатари, диви свињи, пауни, срнички, фазани, разни украсни птици, кокошки, гулаби и така. И ресторан прекрасен. Да. А ресторан има во склоп на... Не, тоа е мој приватен ранч, приватен имот, инаку во обкружувањето има прекрасни места за престој за уживање, рибници, ресторани. Така да Крива Паланка стана прекрасна дестинација за да избегате од гужвата во метрополата, на само 100 километри можете да само уживате. на еден саат, мислам и на непол саат. Да. Уште малце овој патот да се направи таму, се стига одмат. Значи, како од Ѓорче до аеродром, само излези од Скопје и уживај. Прекрасно. Разликата е што од Ѓорче до аеродром Пример кажувам. Што сега Ѓорче моја го чипката? Јас сум исто од Ѓорче сега, живеам во Ѓорче. Него сакам да кажам, ќе загледаш на центарот на Скопје, ќе речеш леле, а можеш само да избегаш на непол саат како да не си тука. Тоа твоето место е гениално нешто. Прва прилика нека се затопли, јас ви доаѓам на гости. ќе ми биде задоволство.
Балкан Бенд, што има ново кај вас, освен тоа што имаме нов член? Така е, Балкан Бенд многу работи, мора да кажам, нескромно. Многу работиме, значи едноставно не оставаме ни малку одмор. Многу имаме еден таков напорен период. Еве стигнахме до третата песна, тоа е нашата песна Зависник, која што многу одамна Ја ветувате? Да, ја ветувам и ја најавувам, за која што за многу кратко време деновиве ќе биде и спотот. Спотот ќе биде преубав, морам да кажам, ќе има една преубава девојка, Мисна Македонија, поранешна. Ете, нема да откријам која е. Ќе имате Кажи и на кој јас ке кажам, ми се пофали. Кој ти се пофали? Кој се фали од И кај? јас не. Кој се фали од кај вас? Злата. Злата сигурно свети. Злата ми кажа. Добро, ако сакаш ти кажи. Не, веќе кога Нема- сакате тоа да остане во тајност, нека остане во тајност. Што да кажам, девојката знаеш дека е прекрасна, дека ќе си ја заврши својата работа одлично и мислам дека спотот ќе биде супер и ќе им се допадне на сите гледачи. А ете да не заборавам да ги поздравам, значи Нико, еден од подобрите сајзеристи во држава, меѓу музичарите, нели, Говори за Нико Сребров, Така е, синот на Вики Среброва. така е. Останатите, нели, Злате, Иле гитара и Илија Маревски на бас гитара денеска и морам да го поздравам Баже Благоја Ковачевски, нашиот тонец, нашиот другар, пријател кој што Он е високо тонец, така? Дека гледам висок е. кој што максимално се потруди и доста и го измачивме да биде цело време со нас, да извадиме убав звук, убав тон и тоа нели еден материјал кој што се надевам ќе ни остане и понатамо, ќе го потребиме и за на YouTube и од вашата емисија морам да кажам дека многу луѓе гледаат, многу луѓе се јавуваат за свадби, за дискотеки, за секакви настапи. Морам да кажам дека емисијата ви е многу гледана. Благодарам. секоја чест. Многу ми е драго што Балкан Бенд многу вложува во себе. Односно, постојано ви има по медиуми, по интернет портали, по емисии. Дали е убаво тоа што се вложува? Дали знаете дека еден ден ќе се исплати се овој влог што го ставате сега во себе? Па добро, со оглед на тоа дека сме сите искусни во оваа работа, искусни музичари, јас и Злате посебно во оној менаџерскиот дел по природа си го бива него, затоа морам да го пофалам, он си го тера тој дел безпрекорно добро, менаџерскиот дел. А инаку се надевам ќе се сложат и колегите, без работа, без човек да вложи, не може ништо да добие. Сега сите сме, нели, за да се трудиме и да се бориме. Кој колку може, нели, во денешно време спонзорства малку е потешко. Меѓутоа ние се трудиме да најдеме, ете, се уште има луѓе кои што сакаат да помогнат на некој начин, дали е тоа за некоја песна, за некој спот. Имаме сега за сега добри соработници, доста вложуваме и веќе за многу краток период, што сум изненаден, нели во овој состав со нов бенд, многу имаме работата ни оди одлично, многу настапи низ Македонија, дискотеки, многу свадби, и се надевам дека и понатаму уште повеќе ќе има работа и ето тоа ни дава на некој начин повеќе енергија, повеќе желба за И работа. мотив за работа. Супер. Владко, повторно со Морал. Конечно, после колку години? Па, после 13 или 14 години ќе излезе нов албум. Вака, ке мене има сега два албуми што ќе излезат. Едниот албум е албумот со Морал, мојата матична група, групата со која што започнав официјално на нашата музичка естрада.
Последниот албум беше 2003 или 2004 година, се викаше Кога патувам и големиот хит Кога патувам, кој што беше еден од хитовите на годината, и Панично те сакам, имаше на тој албум многу хитови. И, ние никогаш не застанавме да работиме овие деценија и нешто. Имавме па една до два настапи годишно во просек и сите беа настапи на големи байкер фестови, пиво фестови, каде што имаше повеќе од 5-10 илјади публики, и постепено го снимавме овој албум. Албумот ќе излезе, па мислам дека некаде во првата половина на април. Албумот се вика Кофеин Блуз. Има 9 песни, гости на албумот ни се на една песна Сладкаристика, Марко, на една песна Тамара Тодевски, на една песна Игор Джамбазов. Одлична спојка. Да, тоа се и наши приватни пријатели на бендот и мои лично пријатели. Албумот е комплетно авторско дело на Славчо Стојановски, басистот и шефот на бендот. И во бендот, исто како изминативе 17 години покрај јас и Славчо, се Ивица Јорданов и Сашо Ангелов. Тоа е за Морал. Тука одма после тоа некаде мај ќе излезе мојот 4ти соло албум, кој што е веќе готов. Има многу песни. Јас последниот албум го издадов 2012-та, тоа е веќе пред 5 години, и настап на овој фестивал, дует со Викторија Лоба, не знам, дует со Ристо Бомбата. Се собраа многу песни за албум, така да треба да селектирам едно 2, 13, 14 песни. Сигурно ќе има 3-4 нови, тоа ќе биде мојот 4ти соло албум, и тоа се двете промоции кои што ги планирам за овој следен период, и мислам дека ќе поминат одлично и двата албуми. Многу ми е мило, посебно албумот за Морал што го снимивме, бидејќи веќе немаме одамна рок-н-рол музика во Македонија, како да изумре рок-н-рол музиката, а знам дека имаат многу добри бендови, има многу добри свирачи, и мислам дека ова ќе им даде еден елан и мотив, еден поттик на младите бендови да снимаат авторска музика, и мислам дека стварно имаме добар рок албум. Браво. Верувам Злаче ќе се сложи со мене. Има некоја парадоксална ситуација кога е релацијата меѓу поп, рок и фолкот во Македонија, иако во музичката историја на Македонија најголем репрезент на македонската музика е рок бенд Лепи Сол. Да. Сепак Македонија никогаш не била некое подобно тло за творење на рок, секогаш народњаците подобро поминуваат. Да. Кај да влезеш во кафана, во бар, секаде Мислам, народната музика. Ние ги имаме Лепи Сол, она као култни најголема група. Една Србија има само Бајага, Рибија чорба, Ван Гог, онда Босна ги има Бело дугме, Црвена јабука, Лави оркестар. Имаат многу поголема рок сцена. Јас сум многу последно време почесто во Белград него во Скопје. Што правиш во Белград? Па во Белград, и ова исто ќе ти кажам, во Белград полека пробувам да влезам и на таа сцена, на таа естрада. Се спрема дует со една од најпопуларните, ќе имам дует со една од најпопуларните балкански пејачки. Се уште нема да откриам, додека бидејќи Јас Да откриам јас? Не откривам, бидејќи сум приметил све што ќе откривам не ми испојде после, не знам, нешто имам, некој малер ме бие. Интересно е, во Белград полека спремив бенд каде што настапуваме. Белград е 1000 години пред нас, морам да кажам. За жал, таму се цени секаде живата свирка. Нема таму, не сум сретнал многу она као некој диџеј пушта нешто или некој пее на матрица. Секаде, на секој сплав, во секој кафич, во секој клуб има живи бендови, и сега работам исто така со легендарниот гитариста Сеат Липовача од Дивија Јагоде, така да и со нив исто ќе има соработка. Сега во Скопје ќе имаме една промоција и можеби тоа и да прерасне во една официјална соработка со Дивија Јагоде и да направиме една голема турнеја низ цела Југославија, низ цела Европа понатака. Браво. Одлично. Како за крај? Кој повеќе заработува? Фолк пејачите, поп пејачите, рок пејачите или тие? Кој? Па секогаш вешто ги криеме хонорарите. Периодично, има период кога ти иде, има период кога не ти иде. Јас имав период од 3-4 години кога немав буквално слободен ден, кога свирав по 2-3 настани на ден, потоа имам сега период кога 3 години, например, па не ми иде. И затоа решив македонско народно да почнам да пеам. Дали публиката ќе ти изгустира, па, знаеш, секој си има свој...
секој има по неколку пати по 5 минути. Така да треба секогаш да ги искористиш до крај, никогаш да не се откажуваш, бидејќи никогаш не знаеш која песна ќе упали. Сепак за секоја музика има публика и за секоја публика има музика, а најбитно е публиката. Свева го преме ради публиката и публиката, ако си искрен и ако работиш максимално квалитетно и добро, и си упорен до крај, ќе го примети тоа, макар песната, ти кажа си имал песна од 2009-та, што тогаш можеби не поминала, така, али верува во неја, и сега и дојдува 5 минути. Имаше случај со Евто Пупиновски со Туѓа си безбедно, која сега после 20 години или Наум Петровски Одит звездо, која што му е снимена после. Значи публиката лоша песна не може да не помине добро. Може да не помине одма во моментот, но публиката ќе ја пронајде меѓу тие милиарда песни и добрата песна секогаш ќе излезе на површина. Со Благица Павловска дуетот Многу љубови го снимивме 98 година. Спотот го снимивме 2008 година. Сега има над пола милион посети на YouTube. Браво. Значи нема правила. Веќе кога спомнавме со кои луѓе соработуваме во нашите музички кариери, на прак сум на издавање на нов албум и јас да споменам и една јавна благодарност за луѓето кои што ми помогнаа да го реализирам овој проект. Маестро Сашо Митковски, Джамбо Агушев, Гоце Синтезис, Гоце Димовски, колегата Маријан Коцев, Благица Павловска, Орце Зафировски, благодарност до им продукција до Ване Петковски. Нека прости некој ако ги заборав. Но сепак тоа се луѓе кои што верно ме следат, ме поддржуваат и сепак се надевам и во иднина да соработувам со нив. Јас се надевам на уште многу албуми од вас, од сите вас. Момци, благодарам што бевте дел од Фолк Естрада. Јас многу се извинувам, меѓутоа ќе мораме тука да привршуваме со нашата емисија. Имаме време за уште само 3 песни. Дали ќе може по една песна од сите тројца да чуеме и да се поздравиме? Може секако. Фала и поздрав уште еднаш на поканата. Браво за емисијата и само ти рете вака. Ни беше задоволство, прекрасна емисија, весело почнавме, весело и ќе завршиме. Драги мои, тоа беа момчињата кои што денеска јас сум сигурна дека ве усреќа и ви го направија убав денот. Слушате македонска музика, следете не и следната сабота во 15 часот и 30 минути и доведување до тогаш. Кој те лаже лична Јовано, дека сум ти лудо неверно. Солзи жешки рониш по лице, клетви тешки фрлаш по мене. Кој те лаже лична Јовано, дека сум ти лудо неверно. Солзи жешки рониш по лице, клетви тешки фрлаш по мене. Nemoj ne plači, lična Jovano, srce vo što bije v gradi mi je tak samo. Solzi izbriši, lična Jovano, ti se ko nam nesom dušo libe neverno. Кој те маме лична Јовано, дека друга ми е в срцево. Очи криеш, не ми зборуваш, дома идам твор ти затвораш. Кој те маме лична Јовано, дека друга ми е в срцево. Очи криеш, не ми зборуваш, дома идам твор ти затвораш. Nemoj ne plači, lična Jovano, srce vo što bije v gradi mi je tak samo. Solzi izbriši, lična Jovano, ti se ko nam nesom dušo libe neverno.
Svo što pijem gradi mi je tak samo. Solzi izbriši, lična Jovano, ti se ko nadnesom dušo, li mene verno. Moja Jovano, lična Jovano, moja Jovano, lična Jovano. Čerka da ti vida, stani, stani babo, dojdo da ja zemam, ako ne ja zemam, babo, mirno duša nemam. Ajde babo, svadba će se pravi, tvojta čerka za mene se maši. Ajde babo, svadba će se pravi, tvojta čerka za mene se maši. Mene da me zeme, stani, stani babo, najsrećen će bida, tvoj da čerka, moj da kuća žena da ja vidam. Ajde babo, svadba će se pravi, tvoj da čerka, za mene se maši. Ajde babo, svadba će se pravi, tvoj da čerka, za mene se maši. Za mene se maši, ajde babo, svadba će se pravi, tvojta čerka, za mene se maši. Sita spijat, samo nije dvajcata ne. Ja si moja ta gitara, po tvoje to penđere. Tivko sviram zada možeš, da me čuje samo ti. Kolku ljubav ke ti kažat, moj te zvuk
звучни акорди. Тивко свирам за да можеш да ме чуеш само ти. Колку љубам ќе ти кажат моите звучни акорди. Ако чуеш, мила моја, нека светне пенџере, јас ќе бидам среќен, мила, како да сум крај тебе. Тивко свирам за да можеш да ме чуеш само ти. Колку љубам ќе ти кажат моите звучни акорди. Тивко свирам за да можеш да ме чуеш само ти. Колку љубам ќе ти кажат моите звучни акорди. Ова моја серенада тебе ти ја дарувам. Мирен сон и добра ноќ, мила ти пожелувам. Тивко свирам за да можеш да ме чуеш само ти. Колку љубам ќе ти кажат моите звучни акорди. Тивко свирам за да можеш да ме чуеш само ти. Колку љубам ќе ти кажат моите звучни акорди. Моите звучни акорди.